Лисицата, чита Александар. Еден човек отишол в планина да наставува една стапица за да ватити некоја дивина мршојадна. Ја волк, ја некоја дива мачка, ја некоја лисица. Ископал една дупка, ја настил стапицата со едно парче месо на куката клаено за стрвост на дивињето. Од која ја настави убаво, ватил да тргат земја околу неја за да ја покриет. Напаал од згора, ете Акумалиса кај си врви покрај човекот и го видела кај туку тргат со мотика земја. Застанал од човекот с краја и го прашала: "Абре, човече, што копаш тука? Ако не ми кажеш, братенце?" "Те молам, кумо Лисо, не прашај ме, ти срцето ми е изгорено", ја рекол човекот. "Господ гајре да ми ти дајит, бре човече", му рекла кума Лиса на човекот, "и ладнина на изгореното ти срце. Туку ако ми кажеш, лошо не ќе сториш, елбете човек кој ќе си кажи маката на другега, се туку ќе има тоа вајде." "Еле ми се тоараш, кума Лисо", ја рекол човекот, "ќе ти кажам, Лисо, копам и закопувам. Туку те молам, кума Лисо, да дојдуваш понабрго на гробчево да го видуваш, да не некој ми ја откопат ќерка ми да ја изејт." "Пеќе, пријателе", му рекла кума Лиса, "ката ден ќе идам и ако го најдам гробчето нешто откопано, јас ќе го призакопам. Колку за тоа добро јас ќе го чинам, макар да знам да умрам." Со збор кума Лиса вака му велела, а со мислата инаку мислела и сама со себе си велела: "Ќе ти ја вардам ќерка ти, бре човече, ама не за тебе, ами за мене, за да си поручам и да си ужинам од дете кревко мевце." И човекот како што зборуваше не мислеше. Тој пак си велел сам со себе: "Море, ако те дупни едно ноѓио да дојдиш овде, да се излажиш и да касниш од робенката месо што е на канџава, ќе ми ти одерам кожинчето, ама не знам али ќе дојдиш. Кото ќе ти кажам тогаш, ти гробот не е за ќерка ми, ама за тебе ќе бидет. Ќе дојдиш како ми се гледаш." На тргнување кума Лиса да си оди, од која тргна со човекот да си одат, како е притекна на Лисот и лагаќе му е на човекот. Чунќим, човекот ич не плакал за ќерка си, дури ја закопал. "Абре, човече", му рекла, "оти ич не поплака за ќерка ти дека ја закопа? Утре, кума Лисо, ќе дојдам да поплачам заедно со тебе, ако те најдам овде. Чунќи ние јаде ти имаме во нашето село на трети ден да ојме на гроб со печена кокошка. Ќе му оставиме на гробот за ноќта да јади умренио." "Еве ми и друг късмет", си рекла кума Лиса сама со себе. "И печена кокошка ќе ми донеси човекот, така де? Ох, късмет мој." Вечерта кума Лиса кожа на ја траеше дури да појди кај гробчето, отиде од подалеку да разгледа вамо тамо, да не нешто го има скриен човекот, и од која видел ти нема никој, се врати кај гробчето ископано максус за неа и видела парчето месо закачено на куката од стапицата. Ела, Боже, кој ќе беше тој ѓаол што го сети закопаното девојче и го откопал, му е изел прстите од раката? Си рекла сама со себе и ја грабнала Лиса дробенката од месо наместо рака од закопаното девојче. Едно потргала со уста и веднаш се опуштила стапицата, та се ватила кума Лиса за обете предни носи. "Оф, јас сирота, што ме најде мене, глупа. Ете, вистина било зборот што го рекле старите луѓе. Од итрата лисица паѓа среде в стапица. Еве сум и јас среде ем со обете нози. Ах, проклети човече, што си толку итар и мудар да ваќаш сите животинки што сет на земја и во морето. Ами сега како ќе го лажам човекот утре кој ќе дојди овде да носи кокошка? Утре мене ме пели плачење, што да можам? Кој ќе дојди човекот да белчим ќе го заматам некако за да ме пушти од оваа пуста и лоша стапица." Целата ноќ што се така мислеше и излезмислуваше кума Лиса. Во зората втасал човекот да види стапицата. Едно го видела Лиса и пицнала да плачи ти да ташите. Таа плачи човекот, смеј се, таа плачи човекот, смеј се, и ватила да го вали ти да му вели:
Бре, брате, човече, ами зер не ти е жал за мене, оти ми се ватија обете нозе. Еди, човече, ти зер не си тако, татка ти милостив. Што арен татко ти имаше. Неколку пати вака беше ме ватил мене в стапице и сестра ми, ама од големата милост што имаше на нас, ти ќе не отпушташе од која ќе не помилуваше со рака преку угла и ќе ни речеше: ај со здравие, кума Лисо, ој си. Оти јас не сум миктиза од една лисица, ами од волк или од некое друго големо животно. Така му рекла. Трај си, Лисо, трај си, е рекол човекот. Татко со рака те милувал над главата опашката, а пак моја милост ќе те помилувам со секира в чело за малку да те доболи да поплачиме двата. Ти од болештината на секирата, а ја од болештината на нозете што тепам патот за да те ватам во стапицата да ти одерам кожинката. Така му рече човекот на кума Лиса и ја вчелна со тилјето од секирата и ја одра црвената кожинка, та ја закопа во дупката кај што беше стапицата, за да се лажат други лисици од нејзината марша. Ете ти трос човечка како бидува.